Македонското општество не овозможува простор за развој на некој креативен и професионален потенцијал, што секој млад човек го бара, бидејќи сака да остави нешто зад себе. Моите планови идеи за иднината се уште се немаат остварено и сватам дека тука најверојатно нема да се остварат, тогаш би си ја побарала шансата на некое друго место. Сметам дека среќата ја наоѓаме лично во нас. Не планирам да го трошам времето и мојот капацитет на нешто, на некој кој што нема да го валидира мојот успех и мојот талент. Според економист, Македонија е на 8-то место во светот според одлив на мозоци. Во ова општество тука има толку многу работи кои ми пречат и никој никогаш не се нафаќа да ги промени, сите го гледаат по лесниот изглед да си отидат. И кога веќе нема кој, изгледа ќе морам јас, така што затоа сметам дека е подобро да останам. Денес не се воведуваат мерки кои што ќе траат долготрајно и не планирам да го трошам времето и мојот капацитет на нешто, на некој кој што нема да го валидира мојот успех и мојот талент на некој начин. Сметам дека промената која што сите ја бараме во Македонија е едноставна да се направи. Меѓутоа бара од нас да прифатиме реалноста така каква што е и да сите се обидаме да направиме нешто околу неа. Сметам дека среќата ја наоѓаме лично во нас и така мислам дека во било која средина да бидам, можам да бидам среќен. Македонското општество не овозможува простор за развој на некој креативен и професионален потенцијал, што секој млад човек го бара, бидејќи сака да остави нешто зад себе и поради тоа сметам дека секој треба да си го побера своето место под сонцето. Би сакал да видам промени во македонското општество што ќе овозможат еден вид на развој на клима за подобрување на состојбата со младите луѓе, што ќе им овозможи да се развијат и на креативен и на професионален начин, едноставно еден вид општествена клима што го поддржува младинскиот потенцијал. Некоја добра понуда за работа, меѓутоа не го гледам тоа како нешто контрадикторно на мојот став за останување. Едноставно мислам дека е одговорна одлука да се земе подобрата шанса која што би можела да не се искрсне на патот. Доколку во иднина се најдам во ситуација каде што сум ги исцрпила сите ресурси и можности, а моите планови идеи за иднината се уште се немаат остварено и сватам дека тука најверојатно нема да се остварат, тогаш би си ја побарала шансата на некое друго место. Не гледам во блиска иднина било каква промена во ставот кон потенцијалот на младите и како тој би можел да се исцрпи за доброто на општеството во државата. Во последните 18 години од Македонија се одселиле над 660.000 луѓе. Од нив 32% се на возраст од 20 до 35 години. Многу млади сакаат европски пасош. Над 170.000 граѓани веќе го имаат.